Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе ги разгледаме интрахромозомските промени, кои беа промени кои настануваат на еден хромозом, значи структурни промени кои настануваат на еден хромозом, или пак кои настануваат на еден пар од хомологни хромозоми. Значи, ако имаме еден тука хромозом, ако имаме еден хомологен хромозом. Значи, на пар хомологни, ова е еден пар хомологни, или пак на еден хромозом. Добро, црвено не ни треба овдека. Сега првично ќе ги наброиме кои се тие интрахромозомски промени, и понатаму ќе ги разгледуваме една по една. Значи, овие се интрахромозомските промени кои може да настанат. Значи, тоа се делеци, дупликации, инверзии, изохромозоми, ринг, дицентрици, ацентрици, гапови. Некои ќе ги разгледаме подетално, некои само ќе ги спомнеме. Добро, сега првично ќе ги разгледаме делециите. Значи, да повлечеме тука една линија. Значи, првично, како што реков, ќе разгледаме делециите. Сега, делециите може да настанат дали да се делетира центромерното или пак терминалниот дел, и може да настанат на еден хромозом или пак на хомологниот пар. И сега ќе разгледаме тоа како се би дело со примери. Например, ако имаш еден хромозом, и ќе направиме дека тука му е центромерот и ова е остатокот од хромозомот, и сега одреден дел треба да се делитува, така да се избрише, например, ќе речеме овој дека дел. Така. Сега, тоа настанува по пат каде што првично се образува како јамка, значи вака ќе направиме. И со тек на време, овие двата краја тука ќе се приспојат, значи ќе настанат овдека две сецнувања, така ќе настанат две сецнувања, што ќе добиеме, ќе се приспојат овие двата краја и ќе се добие еден хромозом кој ќе биде на некој начин вах, така. Сега ова се ги направи иста должина, ама овој дека всушност би бил многу пократок, ај ќе го направиме пократок. Значи ќе биде вака. Некоја си должина. И сега интересното е што овој дека хромозом што остана, кој му фали центромер, тој нема да се наследи, односно бидејќи за него кога ќе влеземе во кариокинеза, нема да се спојат овие микротубулите од центромерите, бидејќи нема микротубулите од центриолите нема да се спојат, бидејќи нема центромер. Така да имавме центриоли кои спуштаат микротубули и микротубулите нема да се спојат, така да не може да го влечат кон страна и тој нема да се подели. Мислам, нема да воопшто и да се реплицира и да отиде во двете нови клетки, бидејќи не може да учествува во кариокинезата, додека овој скратениот сега хромозом ќе се врзе со микротубулите и ќе биде повлечен, мислам дека ќе се реплицира и ќе биде повлечен кон двата краја. Сега дали тој ќе биде компатибилен со живот, тоа е веќе прашање за тоа кои гени се избришани. Друго, значи ова беше да се скрати делот кај што се наоѓа центромерот. Но не мора секогаш тоа се случи. Пример, можеме да имаме случај каде што имаме вака хромозом, имаме тука еден центромер и го имаме овој дел од хромозомот, така ќе направиме се поголем, каде што сушност може со единечен пресек, бидејќи претходно видовме дека имавме два пресеци, така имавме два пресеци, ако ќе бележам со црна боја нека бидат, еден пресек таму, еден пресек таму, или не, нека бидат со виолетова. Значи два пресеци, но може да се случи да имаме еден пресек. Така, како тоа би изгледало, како што овој тука дел, може само тука да се пресече, или овдека си е центромерот и надоле си го имаме остатокот од хромозомот, така што тоа што би го добиле би било, ќе си имаме центромер, си имаме вака хромозомче и ќе го имаме овој вишок делот, каде што овдека би бил прекинут, така со виолетова боја ќе обележам. И овие се познати како терминални делеци, додека овие претходните беа центромерни делеци. И сега интересно е дека како овие терминалните всушност може да се случи, значи еве дека ќе направиме ко алтернативен пат, да се направи терминална делеција на двата краја. Така да тоа што би се добило би било нели вака. Оставиме тука, го имаме центромерот. Но да речеме дека се скратило на двата краја. Значи на горниот дел се скратило со виолетова боја ќе влежеме и на долниот дел се скратило. Така да тоа што ќе се добијат ќе бидат два фрагменти, нели овие овдека што ќе бидат, што всушност се скратиле, така. Сега овој хромозом кај што се наоѓа центромерот, всушност ги нема теломерите, бидејќи теломерите нели рековме дека се наоѓаат на краевите, така. Сега ако се скратени терминалните делови од хромозомот, овој сега хромозом, што го бележам со плаво,
нема теломери, бидејќи тие делови се скратени. А теломерите, освен што служеа за заштита од скратување постојано, служат и за да не се слепат хромозомите крај со крај. Така што овој хромозом, сега, бидејќи нема теломери, всушност ќе образува така наречен ринг хромозом. Така, ќе се сврти и ева вака. Каде што крајевите, виолетовиот со виолетовиот, ќе бидат некаде тука, така е ова едниот крај, ова е другиот крај, ќе се слепат, еве го центромерот, го избришав. Значи ќе се свитка на некој начин и ќе образува ринг хромозом. Така да, ако имаме двојна терминална делеција, може да се образува таков ринг хромозом. Така, значи прстениве се многу чести кај канцерните клетки. А друго што може да се случи е ако имаме, ајде сега не знам со бела боја, некоја потенка стрелка, ако го имавме овој дека горниот случај, така овој тука горниот случај, и ова се случи например кај двата хомологни хромозома, значи вака ги одвоиме, кога дека го имам уште едниот хомологен хромозом и дека истото се случило и кај него. И кај него например се откачил горниот дел. Од само од една, значи имала е само по една терминална делеција и овие овдека, сега што ги бележам со црвено, се хомологни хромозоми. Така. Сега што може да се случи со нив? Со хомологните хромозоми. Всушност можат тие двата, сега ги бележам со црвена боја, значи овој и овој може да се приспојат на таков начин што двата краја, значи ќе искочи на некој начин вака и сега ќе бележам се, почекајте само. И одека ќе дојат центромерите на едниот, на другиот и двата краја каде што всушност им се скратиле терминалните делови, ќе им се приспојат. И ќе се образува хромозом кој ќе има два центромера, односно ќе биде дицентричен хромозом. А овие горните делови кои всушност им се скратиле, ќе бележам со плава боја, че овие горните делови кои им се скратиле или терминалните, можат заедно па да образуваат еден хромозом, така кој ќе биде виолетови, портокало, кој ќе биде хромозом без центромери, да рековме дека овие се губат понатаму во делбата, но ова пак може да образува микронуклеус. Значи како една сумација, дека се бележев работи, може да имаме центромерна делеција, така ќе се образува како јамка, ќе се скрати центромерот, значи овдека ако се виолетова боја не сум бележал, ќе биде всушност скратениот дел и ќе се добие еден ацентричен хромозом, кој исто така може да образува микронуклеус, ацентричен хромозом, и ќе се добие еден хромозом кој ќе биде со центромер кој понатаму може да се врза со микротубулите на делбеното вредно, но исто така може и овој да образува ринг хромозом. Така сега да не ја влечам стрелката од доле, значи овдека доле имаме ринг хромозом. Значи секогаш кога имате хромозом кој нема теломерни краеви, тој може да образува ринг хромозом, да се сврзе крај со крај. Сега понатаму ќе спомнам зошто воопшто се врзуваат ако нема теломерни делови. Тоа е поради sticky ends, лепливи краеви имаат, унаводници лепливи се приврзуваат. Затоа кога нема теломерни, секако што нема теломерни, так може да се приспои и да направи проблем. Добро, имавме терминална делеција која можеше да биде една, значи една терминална делеција, која можеше да биде на еден хромозом или пак на два хромозоми кои ќе бидат хомологни, бидејќи збориме за интрахромозомски, така не збориме за интерхромозомски. Тие хомологните хромозоми може да се образуваат дицентрик, додека дали остатоците може да образуваат исто микронуклеус. И имавме двојна терминална, значи кај еден хромозом може двата краја да се скратат, централниот дел да се образува ринг хромозом, а двата овие да се приспојат, да се образуваат исто микронуклеус. Така, ќе отидеме до тука. Добро. Сега, интересно е дека приметивте што се случува всушност со хомологните хромозоми. Што мислам? Например, ако имаме еден пара хомологни хромозоми, ќе земам подебела стрелка со портокалова боја, центромер, так, овие се еден пара хомологни хромозоми. Така, сега, знаеме дека постојат алели за дадени генови,
дадени гени. Например, тука имаме еден ген, тука имаме ген во тој даден генски локус и например овдека имаме доминантен алел, тука имаме рецесивен алел, мало а. Така, сега да речеме дека имаме делеција на овој си овдека дел, така, го избришеме. Имаме делеција. Што ќе се случи во врска со тој ген? По организмот кој бил претходно хетерозигот, така бил хетерозигот, сега од хетерозигот ќе премине во хемизигот. Зошто? Бидејќи воопшто ќе го нема другиот алел. Значи тоа што ќе се добие, ќе направиме, всушност не го ставаме центромерот, значи ќе правиме само целиот хромозом, овој ќе биде значи помал, овој ќе биде поголем и всушност генот овдека ќе го има само еден, така со малиот рецесивен алел, иако тој алел рецесивен ќе се изрази исто како да бил во хомозиготна рецесивна состојба, така, бидејќи нема друг доминантен алел кој би можел да му пречи у наводници. Поради таа делеција, овој организам сега ќе биде хемизигот за дадениот ген. И овој рецесивен алел ќе действува, има еден ефект на псевдодоминирање, всушност. Ќе го запишеме тоа. Значи ќе има ефект на псевдодоминација. И заради вакви работи, всушност може да биде многу опасни делециите. Например, сега ние земавме во обзир еден ген, а дека всушност има многу гени кои сега ќе се изразат, иако например би биле во рецесивна состојба. Сега може би некој ген бил во хомозиготна доминанта, така и тука бил доминантен, и тука бил доминантен, така овој кој ќе се избрише, тој повторно ќе се остане доминантен, нема никаква промена да има. Но има голем број гени кои ќе станат такви псевдодоминантни, односно рецесивните алели ќе дојдат до израз во фенотипот. И сега како за крај за овие делеции, ќе испомнеме цитолошките ефекти, особено кои се забележителни кај политените хромозоми. Политените хромозоми, не знам дали памтите, но всушност беа повеќе хроматиди од еден ист хромозом, повеќе хроматиди кои се дуплицираат, така, и сите се заедно споени. Сега, да речеме, ќе земеме две хроматиди, кои се споени една со друга, и ќе бележиме со различна боја, за да има некаква си разлика, ќе бележиме едната и другата, и кои се споени една од друга, и споени се сегмент до сегмент. Например, овдека го имаме првиот сегмент, овдека имаме некој си втор сегмент, трет сегмент, четврти сегмент, пети сегмент и шести сегмент. Така, сега, да речеме дека кај едната хроматида, овој овдека дел се избрише. Така, тој дел да речеме дека ќе се избрише, или дека биде на горната за полесно цртање. Така да речеме дека овој овдека дел ќе се избрише. Сега ќе земеме вака црна боја и ќе го избришеме тој дел. Сега, поентата е хромозомот, горниот ќе си се приспои. Така, значи тој ќе си се спојат овие два дела, сега кои ги гледаме, ќе земам боја некоја друга. Сега тука останува еден крај, тие се лепливи крајеви и ќе си се приспојат, така што тоа што ќе се добие ќе биде, нели овдека ќе си дојде тој дел, овој овдека например ќе го избришеме, дека натаму нема, иако има друг дел од хромозомот, а не е битно. И овдека ќе се приспојат. Така, сега, шеската всушност ќе дојде овдека. Така, ова ќе биде шеската кај горниот хромозом. Веќе нели таму беше. Сега, шеската не може да се поврзе со двојката и поради тоа долниот хромозом ќе треба да го направи следното. Вака да го избришеме сега, па ќе видиме. Усари, вака ќе го нацртаме доле. Не мора да го бришеме. Да видиме што ќе се случи. Значи горниот хромозом ќе си го ставиме ист, сега како што така, каде што овдека бил пресекот, каде што се приспоиле, но си останале сегменти, значи првиот сегмент си останал каде што си бил и сега овдека шестиот доаѓа до првиот. Веќе тие другите измеѓу се избришале. Сега протоколовиот хроматида мора повторно еден да го врзе со еден и 6 да биде со 6. Поради тоа ќе образува една ваква јамка, така што да си биде на место се. И како тоа би изгледало? Значи овдека ќе дојде исто првиот од долниот и овдека ќе дојде исто шестиот од долниот, ама петиот, четвртиот, третиот и вториот сегмент всушност ќе бидат на една јамка која ќе биде кон надвор. И ова е еден цитолошки ефект кој произлегува од самите делеции, но ова се случува кај политените хромозоми.
кои ги немаме кај нас, него ги има кај некои инсекти од диптера, што е мошто интересно, така, значи шестиот повторно си се поврзува сега со шестиот, првиот сегмент си се поврзува повторно со првиот, си се залепени еден до друг, и за тоа да се исполни се прави една ваква јамка од тие кои се избришани кај зелениот. Добро, тоа беше се за делеции, сега ќе преминеме на наредното, кое е дупликации. Сега ќе зборуваме за дупликации. Сега на некој начин ги поминавме делециите, исто така ги поминавме ринг хромозомите, како се образуваат дицентрици, ацентрици, што всушност беа микронуклеуси. И сега треба да ги разгледаме дупликации. Добро, сега ќе збориме на кратко за дупликации. Значи, дупликациите многу едноставно може да се објасни, едноставно, овде на слика го имаме овој сегмент BC, каде што тој сегмент всушност се дуплирал, овдека во овој случај, така и се дуплирал. Тоа се нарекува тандемна дупликација. Дека се дуплирал исто како што е, гледаме BC, па после имаме BC. Сега таа може да биде и обратно, така како што си имаме нормално BC, па сега се дуплира, обратно се дуплира, така што сега имаме CB за дуплираното, така. Значи со сина боја ќе обележам дуплираното. Овака. Овака со портокалово си е нормалното. И таа е обратно тандемна. Сега, ако се јави на крајот, значи овдека со портокалово ќе обележиме тоа што е нормалното, може да се јави дупликација која ќе биде на крајот хромозомот, односно терминално. Или пак може да биде обратно, може ова да е нормалното, а дупликацијата да е нагоре, така. И тоа се нарекува терминална тандемна дупликација. И сега е интересно дека при овие дупликации чисто може и да се промени каков е всушност хромозомот. Например, ако претходно бил, да речеме, вака ќе направиме и сега тука ќе му ставиме центромер, така и сега, например, метацентричен. Така, сега при дупликација, да речеме дека горниот регион ќе се продолжи, на тој начин што сега горниот регион, да речеме дека е многу поголем, дека имаме сега екстра сегмент. И сега на некој начин овој хромозом сега станал акроцентричен. Од метацентричен станал акроцентричен, бидејќи овдека овој портокаловиот дел што го стави е всушност вишок дел, така кој се дуплирал, со тоа ја променил должината на краците на хромозомот и така да настанал од метацентричен акроцентричен, или пак може од акроцентричен. Например, имаше хромозом кој да речеме е вах, така. И овој е акроцентричен хромозом. Сега, например, ако настане некоја си дупликација на краткиот крак, на П кракот, така дали краток крак беше П, долг крак беше Q, ова е дебела стрелка, но нема врска. Сега го имаме тој што си останал нормален, центромерното, ова, и сега имаме некој си терминална тандемна дупликација. И сега на некој начин добиваме метацентричен хромозом, по должина, ако го гледаш. Сега го правиш само цитолошка анализа, ти нема ни да приметиш дека има дупликација, тоа треба да направиш генетска детална молекуларна анализа и ќе се речеш дека ова е метацентричен хромозом, но всушност не е. Друга интересна работа со дупликациите е после како ќе се наместат хомологните хромозоми. Да речеме едниот хомологен хромозом во овој случај, така овој имал дупликација на овој FDK сегмент, така овој е дуплициран и е екстра. Сега, кога ќе треба да се подредат долниот хромозом со горниот за време на профаза и дали понатаму метафаза ќе застанат во екваторијалната рамнина, но кога треба да се подредат, F треба да биде со F, G треба да биде со G. Така да овој надвор вишок делот ќе штрчи кој надвор ќе направи јамка. И ова е слично како кога имавме делеција, ама тогаш имавме всушност делеција и повторно се правеше јамка кај тоа кај што немаше делеција, веќе беше полуго. Во овој случај немаме делеција, него имаме вишок. Ама всушност истото ќе се добие. Едниот сегмент ќе биде полн, другиот ќе биде пократок. И поради тоа ќе мора да се направи ваква јамка со цел да се подредат хромозомите. Сега ваквите дупликации најчесто настануваат при неправилен кросинг овер. Например, имаш еден хромозом, имаш друг хромозом, ќе влежа со портокалова боја, и сега размената сегменти не е еднаква. Например, овој портокаловиот му даде толкав сегмент, а овој синиот даде толкав сегмент. Така, при тоа ќе се добие, например, ќе се добие, вака ќе направиме сина и портокалова. Овој синиот хромозом всушност има дупликација на дадениот регион. Значи овој регион цел ќе му веќе овие се хомологни хромозоми, така да имаат исти сегменти. Овој целиот регион што сега му е дониран од
портокаловиот е всушност еден вид дупликација на овој што е под него, така, ова виолетовото, сега што го бележам со портокаловото е дупликат. И ќе имаме еден дуплициран хромозом, додека овој другиот всушност ќе биде како што е портокаловото со мало плаво. Всушност ќе му фалат сегменти, но важно е ќе добиеме еден хромозом кој ќе има дупликација. Сега може да настане така при неправилен кросинг овер или пак може да настане со воведување некои подвижни транспозонски елементи, значи мобилни генски елементи, или има некои други посложени механизми, но не ни е до толку важно, значи нема да навлегуваме многу во причините како целата молекуларна биологија доведува до формирање дупликација, него едноставно се знае дека постојат такви интрахромозомски промени, каде што се дуплираат одредени сегменти и тие може да бидат тандемни, обратно тандемни и терминално тандемни. Добро, сега ќе ги разгледаме инверзиите, кои инверзии, како што се кажа само тиме, едноставно се прави некаква си инверзија на некој си даден сегмент, кои може да бидат парацентрични, каде што не се вклучува центромерот. Во овој случај центромерот, да земеме подебела линија, центромерот е овдека, така бележам со портокалов кај што се наоѓа. Едноставно што гледаме, парацентрична, кога не е зафатен центромерот, се зима некој си даден сегмент, се врти за 180 и едноставно се внесува повторно на истото место. Сега, не се загубил ниту еден генетски материјал, така гените не се загубени, едноставно се реаранжирани во друг редослед. Ево за самата хроматида не е никаков проблем, едноставно, ама ќе биде проблем при crossing over и при образување на биваленти, ќе видиме на кратко. Значи тоа е парацентрична. Сега при перицентрична, кога е опфатен центромерот, значи овдека центромерот е опфатен и ќе се преврти, можеме да видиме дека имаме некаков си проблем. Сега не мора секогаш да имаме проблем, но гледайте. Овдека доле имаме например 3 сегменти, додека горе имаме 1 2 3 4 5 сегменти, така? Сега, од кога ќе се направи ова вртење, всушност на двата крака имаме по 4 сегменти. Зошто? Зашто овдека се скратил 1, ама се додале 2, а овдека се скратиле 2, а се додал 1. Така, бидејќи се свртил целиот сегмент, самата слика ви покажува, така се свртел. И сега центромерот на некој начин доаѓа овдека и ова искача како метацентричен хромозом, бидејќи двата краци се еднакви. А например започнавме со акроцентричен. Мислам, така дека имавме акроцентричен хромозом и сега имаме метацентричен хромозом. Но не мора секогаш кога ќе имаме перицентрична инверзија тоа да се случи. Например, ако имаме, ева кај јас ќе го инвертирам, ако се фатат два сегмента од горе и два сегмента од доле и например направиме ротација за 180, дете го свртев, сега обратно, ама како што гледаме нема повторност е 3 со 5. Повторност е 3 со 5. Така ако се вратиме вака беше, ја го свртев вака. Така. Значи не мора перицентричната да биде да менува дали е тој метацентричен, акроцентричен или телоцентричен или така натаму, но може. Така може, како што овдека гледам примеров, но како што јас сега ви покажав, не мора. Така може вака да биде. Сега зошто ова е битно? Битно е заради ова. Че имаме овдека слика, ја ставив сега. Каде што ќе видиме дека всушност кога ќе треба да се целата е да не ја направи лош. Добро, да. Добро. Значи, вака, ќе зумираме тука. Имаме да земеме црна боја. Имаме нормален хромозом инвертиран. Така гледаме дека овој дел е инвертиран. Сега С е на истото место си е, бидејќи се наоѓа во средина, но гледаме дека Б и Д се на различно место. Сега, кога ќе треба да се подредат, така кога ќе треба да се подредат со хомологните делови, едниот хромозом ќе мора вака да направи една као јамка со цел да може Д да биде со Д, Б да биде со Б и С да биде со С. Така иначе ќе беа обратно. Тоа може да биде проблем, бидејќи пониза повеќе чекори, сега тука да се прикажени, ќе се скратат така да хромозомите што ќе се добијат 4 можни видови на хромозоми, каде што нели во една гамета всушност има 2, односно по едно има, ама како што можете да видите дека, вака помислам малце понадесно, два начина на кои ќе се случат сите тие пресеци при мејоза и crossing over, кои не се прикажани овдека, ќе се добијат два виабилни гени, хромозоми, каде што ќе содржат сите гени, значи овој е виабилен, црно и овој е виабилен. Зошто бидејќи ги имаат сите, имаат А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х,
И портокаловиот ги има тие, само што не се по истиот редослед. Значи кај него се А, Д, С, Б. И така натаму се исти. Но поентата ги имаат сите букви, во овој случај букви, односно гени, додека имаме два кои се инвиабилни, односно некомпатибилни со живот, каде што фалат гени или пак имаат вишок гени. Сега зависи која гамета со која ќе се вкрсти, ќе се добие зигот кој или ќе има виабилна комбинација или нема да има. И во има многу што може да се проучува, сите различни комбинации на кои може да се добијат, зафатени ќе бидат различни гени, некои хомозиготи, хетерозиготи и така натаму и така натаму. Но тоа е општото кое можеме да го објасниме за инверзија, така. Значи главно беше запомнете дека има парацентрична, кај што не е фатен центромерот, и перицентрична, кај што е фатен центромерот. Дека малце всушност ја скратив сликата, добро, нема врска, памтите како беше. И дека при мејоза и при кросинг овер ќе се јадат различни понатаму гамети, каде што некои ќе имаат виабилни, некои нема да имаат виабилни хромозоми. Наредни интрахромозомски структурни аберации за кои ги збориме се изохромозомите. Каде што всушност, просто кажано, како што е хромозомот, како што гледаме на слика, например, ова е едната хроматида, ова е другата хроматида, и тука, например, се наоѓа центромерот, така, и сега тие треба да бидат поделени. Сега, наместо се поделат надолужно, вака, така, наложно, тие се делат напречно. Значи, вака. При што ќе се добијат, всушност, два сегмента, едниот кој ќе биде дали ваков и другиот кој ќе биде ваков. И ги си бидат поврзани тука со центромер. При што, всушност, се добиваат два метацентрични хромозоми. Значи, ово е метацентричен и ово е метацентричен. При што и на некој начин се добиваат инвертирани и дуплицирани хромозоми. Сега како, што мислам со тоа? Например, ајде да зумираме уште повеќе овдека. И да речеме дека овдека имаме некој си ген, така, истиот ген го имаме и на другиот хромозом, бидејќи ово е двохроматиден, ама е еден исти хромозом. Така и например тука имаме некој си со жолта боја да земеме друг ген и да земеме со виолетова боја некој си трет ген. Така, сега, кога ќе го добиеме овој два метацентрични хромозоми, всушност го имаме истиот ген на двата крака, така. Ще земам се со жолта боја тука и со црвена боја последното. Што на некој начин е како да е инвертиран, зашто ако го исправиме, така ако го исправиме овој хромозом сега што сме го добиле, ќе добиеме вака, центромерот во средина и ќе добиеме нели сином, каде што ќе ги имаат истите гени, така црвено ќе биде тука вака, што е всушност обратно, така. Ако беше црвеното овдека немаше да биде инвертирано, ќе си иде исто последователно, нели, жолто и така натаму, но всушност бидејќи црвеното е вака да си запоите тука, всушност доаѓа како инвертиран, а бидејќи се истите гени е и дуплициран. Така, што на некој начин овие метацентрични изохромозоми кои се добиваат се всушност инвертирани и дуплицирани хромозоми, кои се добиваат поради неправилна кариокинеза, и овие изохромозоми најчесто ги зафаќаат хромозомите кои се наоѓаат во D групата при кариограм. Нели кога правевме имавме А, Б, С, Д и така натаму. И последните интрахромозомски се всушност гаповите. Така, слика многу голема. Вака ја намаливме. Каде што гаповите не се ништо посебно, него на некој начин е тенчење на одреден дел од хромозомот, како што гледаме дека е како подтенок, дека виси само на една верига. Иако нема губење на генетскиот материјал, мислам, има редукција, но немаме делеција или прекид на континуитетот. Значи тој си продолжува, некако е намален, кој издолжен, кој тој дел кој се одвоил и само виси на една нишка од ДНК. Значи тоа се гапови. Ко gap од англиски е ко празнина. И овие се често се срекаваат кај некои си одредени синдроми, како Блумов синдром, Фанкони анемија и така натаму. Значи добро, тоа беа структурните интрахромозомски промени, така, структурни интрахромозомски промени. И овдека како една сумација се што поминавме, така тоа овдека имавме работи. И така, добро, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео со интерхромозомски